Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Големите вести денес доаѓаат од Египет. Масовни протести, судири со полицијата, затворен интернет во земјата. А еве што досега пробива во медиумите. Илјадници подржувачи на опозицијата трет ден протестираат во Кајро. Полицијата се спротивставува со солзавец, водени топови, гумени куршуми и палки, но нередите растат. Демонстрантите бараат крај на 30-годишното владење на Хосни Мубарак. Од Мубарак пак до сега нема збор. Интернет е нефункционален, а оневозможени се и социјалните медиуми Facebook и Twitter. Во Вашингтон, председателот Барак Обама кажа дека политички реформи се апсолутно критични за Египет, додавајќи на притисокот Мубарак да направи промени, во исто време признавајќи дека тој е критичен американски сојузник. Challenger, go at throttle up. А од другите вести, Американската вселенска агенција НАСА одбележува 25 години од катастрофата на Space Shuttle Challenger со церемонија во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Вселенското возило експлодира само 73 секунди по полетувањето, убивајќи 7 членови на екипажот. Председателот Обама во годишното обраќање за состојбата во која се наоѓа државата, главно се задржа на домашната економија. Но тој допре и неколку меѓународни теми, зашто Гласот на Америка побара од експерти во Вашингтон да протолкуваат кои се насоките за ангажман на САД во светот следните 2 години. Председателот индицираше во говорот дека неговата администрација планира да промовира демократија во светот во следниве 2 години. No one rival superpower is aligned against us. Немаме ривалска суперсила што е против нас. Мора да ги поразиме непријателите, каде и да се. И да изградиме коалиции што ги минуваат регионалните, расни и верски граници. Американскиот морален пример мора секогаш да свети за сите што копнеат за слобода, правда, достоинство. Бидејќи ние имаме започнато таа работа, вечерва може да кажеме дека американското лидерство е обновено. Ова е Роберт Каган од институцијата Брукингс. Иако луѓето мислат дека Обама ќе ја запушти целата агенда за демократија, зашто Буш ја затру, мислам дека ќе видиме враќање на тоа прашање. Каган исто така смета дека за САД Кина ќе биде голема тема. Тој вели дека не е во интерес на Америка Кина да стане доминантна сила во Источна Азија, со американските сојузници во регионот кои би потпаднале под нејзина сфера на влијание. Но Кенет Либертал од Брукингс вели дека најголемиот предизвик за надворешната политика на председателот Обама во 2011-та ќе биде тековниот трансфер на моќ во Северна Кореја. Ако се случи голем проблем, ние немаме разработен план со кинезите, јапонците или јужнокорејците. Како да реагираме? Како ќе реагираат силите на Јужна Кореја? Што ќе направат нашите сили во регионот? Има потенцијал за многу опасна ситуација. Експертите велат сериозните предизвици во Афганистан и Пакистан остануваат, зашто во Афганистан, како што вели аналитичарот Стивен Коен, ситуацијата не може да биде решена без инволвираност на Талибан. Иронијата е што ако Талибан е вклучен во договор за Афганистан, индиците не се стрекни, иранците не се стрекни. Тие може да се свртат кон воена сила или да подржуваат групи за да не дозволат да се дојде до таков договор. Експертите од Брукингс велат дека покрај напорите на Обама да донесе мир на Блискиот Исток и да ги убеди Иран и Северна Кореја да се откажат од нуклеарните програми, тој ќе мора да го брани и кревкиот мир во Ирак. На акторот Хавиер Бардем неделава му се случија 2 убави работи. Стана татко, мајката е Пенелопи Круз, и беше номиниран за Оскар за неговата улога во новиот филм Beautiful. Еве што велат тој и режисерот за филмот за кој многу се зборува. Последната улога на Бардем е Уксбал, човекот кој живее на работ на општеството во Барселона, Шпанија.
Ликот се труди да ги балансира своите корумпирани професионални активности со татковството, додека се бори со смртоносен рак. Кога се налага потребата да се соочи сам со себе, тој сваќа колку многу треба да го промени својот поглед на свет, за да им го остави во наследство на тие деца, објаснува Бардем. Драмата е прво режисерско дело на Алехандро Гонзалес Инариту по Бабел, во кој играше Бред Пит во 2006 и негов прв филм на мајчини јазик од дебитантскиот Аморес Перос во 2000-та. Мексиканскиот режисер за филмот вели: тоа е филм за животот, обзервација, славење на животот, но обзервирањето доаѓа од крајната точка на животот. Кога животот се гледа од таа точка, работите добиваат различно значење. Затоа филмот започнува со циркуларна структура, започнува таму каде што завршува. Со смртта и целото тоа патување и живот се случуваат во средина, но се гледа различно, зашто ако знаете дека сигурно заменувате, сите ваши акции и одлуки добиваат поинакво значење и затоа мислам дека овој живот треба да се види, зашто тој знае, има дар на знаење за тоа каде оди. Моментумот за Beautiful се гради уште од првото представување на Канскиот филмски фестивал во мај 2010-та. Таму филмот се надпреваруваше за главната награда. На крајот Бардем замина со награда за најдобар актер, што ја подели со Елио Германо за улогата на италијанскиот актер во La Nostra Vita. Beautiful е номиниран за најдобар филм на годината на странски јазик, а изведбата на Хавиер Бардем доби номинација во категоријата најдобар актер. И пред да се збогуваме од вас за неделава мала најава, што да очекувате од нас во понеделник? Како американците штедат енергија и пари? Ке ви донесеме приказна од една населба во Вашингтон. Нов тренд во САД, соларни кооперативи. Инвестиција што многуме навелат дека е далеко исплатлива. Затоа ќе зборуваме во понеделник во Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд.